Стопанската комора на Македонија е домаќин на една ваква значајна за нас бизнис средба со оглед на можностите кои што не се искористени во соработката со Република Франција. Посебно сакам да се заблагодарам на напорите што ги направи амбасадорката на Република Франција во Македонија. Посебно сакам да се заблагодарам и на присуството на господинот Бил Павлевски, кој што мако трпно во изминативе години работиме тој степен на соработка да се зголеми и мислам ево сега имаме една состојба која што и владата и амбасадата и Стопанската комора ќе направат нешто да се зголеми нивото на трговската размена. Вие знаете дека тоа е фокусирано минатата година на 120 милиони евра. Мислиме дека има во неколку сектори значаен простор за напредок. Тие сектори денеска се тука присутни, 32 компании од Република Македонија кои што ќе разменат мислења и ќе воспостават контакти со француските компании. Посебно сакам да нагласам дека високо е нивото и степенот на странските инвестиции на Република Франција, која што се зголемува од 2010 година. Така да мислиме дека тој континуитет ќе продолжи, веројатно министерот повеќе ќе каже за тоа. Така да она што го започнавме 2009 година со формирање на клубот за соработка со земјите на франкофонијата, го развиваме со поддршка на амбасадата на Република Франција и владата на Република Македонија во зголемување на степенот на соработката и 2015 година сигурно ќе биде година во која што ќе се зголеми трговската размена, затоа што се планирани неколку заеднички бизнис форуми и неколку посети на значајните сајми во Франција, во делот на аграрот, во делот на металната индустрија, во делот на извозниот потенцијал на македонските компании во сите сектори од металургијата па до текстилот, така да тоа мислам дека ќе резултира со определени бројки. Благодарам. Во однос на подобрувањето на економската соработка, трговија, меѓутоа исто така на влез на поголем број на француски директни странски инвестиции во Република Македонија. Заедно со амбасадорката во последните 2 години соработуваме многу блиску како може да ја промовираме Република Македонија меѓу што повеќе странски фирми. Че сме во комуникација со некои позначени, поголеми имија во Франција и знаеме дека потребно е некој позначајно поголемо странско име од Франција да влезе во Република Македонија за да возможи поголема трговска размена меѓу фирмите во Република Македонија и Франција. Исто така би насочил внимание на француски фирми кои извршуваат бизнис во делот на Северна Африка. Имаме можност да видиме дека тие сакат да го диверсифицираат своето производство и разгледуваат разни опции каде тоа да го направат во Југоисточна Европа. И нашата цел е Република Македонија да биде главна на мапата кога ги разгледуваат тие различните дестинации каде да ги пласираат своите инвестиции и се надеваме дека за кратко време некои од поголемите значајни француски фирми во делот на производството би влегла да инвестира во Република Македонија. Неку на вистина сакам да се заблагодарам на Стопанската комора на Македонија што не пречекува денес за овој форум, но исто така и да се заблагодарам на присуството на министерот на денешниот форум, затоа што сите заедно ги обединуваме нашите напори за соработката да биде што попродлабочена, односно што повеќе да има инвестиции и на вистина нашата задача е да ги стимулираме француските предпријатија да дојдат и да инвестираат во Република Македонија, но исто така имаме обврска да ја зголемиме и трговската размена. Во 2013 година забележан одреден напредок, односно можеме да се пофалиме дека за 20% увозот на француски производи на македонскиот пазар е зголемен, посебно од областа на агропрехраната, лековите и на недвижнините. Наша заедничка цел во 2014 година е да го следиме тој тек и да го зголемиме. Инаку во рамките на овој трет форум, нашата цел е на вистина да воспоставиме размена на добри практики и поради тие причини 80 различни партнери од Франција и Македонија се денес собрани за да поразговараат и за да разменат искуства. И на вистина сакам да кажам дека соработката со Франција може уште повеќе да се подобрува, односно да се интензивира и затоа на вистина посакуваме, како што истакне господинот министер, да имаме што поголем број на француски компании кои што би дошле дефинитивно да
да инвестираат во Македонија. И за размената на добри практики и искуство ќе кажам дека навистина сме на добра основа затоа што се идентификувани одреден број на сектори каде што постои можност таа размена да биде уште позбогатена, и поради тие причини поканивме две предпријатија кои што веќе соработуваат со Франција да ни го пренесат своето искуство. Станува збор за предпријатието Баргала кој што е веќе присутно со своите производи на францускиот пазар од областа на чевларството, кои што ќе можат да ни го пренесат своето искуство, но исто така ја поканивме и директорката на предпријатието Биомерио, кој што е представник на француските Биотек, кој што е представник на француските лекови Биомерио, да ни го каже своето искуство таа област, но исто така и да ни постават и прашања за да видиме каде постои простор за да работите се подобрат.